Ама по дете до. Чисто можеш, ја знам ти. Ида! Детка! Па не сте пуштили Марио Илиевски? Зубидеца! Добре, почитувани гледачи, само што ги добивме составите за надпреварот кој што туку треба да започне помеѓу домашниот тим на Брегалница 926 Делчево и Светлост Зрновци. За домашниот тим Младен Стоменовски на голот, Емил Рунчевски со број 5, Антон Радков број 8, Петровски Бојан број 9, Пешевски Дарко број 10, Јован Дојчинов број 11, Дени Андонов 19, Димитар Стоилковски 21, Никола Стоиловски 42, Филип Димитровски 66 и Валери Стаменовски 80 во првиот состав. Кај гостите на теренот изрча Георгиев Мики 12, Трајанов Горан 2, Витковски Бобан 3, Трајанов Леон 5, Тодоров Столе 6, Дмитровски Славче 10, Гаврилов Драган 11, Савев Нена 21, Стефановски Стефан 23, 27 Шуманов Илија, Ристо Лазаров 29. Кај домашниот тим замени Мари Ивановски резервен голман, Филиповски Стефан број 4, Гоцевски Даниел 16, Ангеловски Александар 17, Дилан Петровски 33, Мартин Дичовски 90. Евтимов Јовица кај гостите резервен голман, Андонов Филип со број 7, Коцев Владко број 8, Савев Христо 14, Иванов Девич 16, Христијан Сенов 19, Смилков Стефан 31. Минута молчење за загинатите во несреќата во клубот Пулс во Кочани. Гледачи денес дојдува и покрај ладното време и снегот кој го забележувате таму горе високо над Делчево на 1 метар надморска висина. Каде е силен ветар. 15 часот и 40 минути. Беше најавено за 15:30, но за доцнување на овој надпревар се чекаше лекарот. Се е подготвено за старт. Играта може да започне. На вашите екрани од лево кон десно напаѓа Брегалница. Се интересува за новци. Веднаш фаул на лош дел од теренот за Зрновци. Таму исфрла. Откако со број 10 кај гостите кој изведе овој слободен удар. Митовски Славче. Рунчевски таму на место со глава. Воверните неколку секунди припаѓаат на гостите од Зрновци.
Умре, Тигор, умре. Рунчевски, кој ќе биде поврз, со број 5 Трајанов. Сега треба овде да се внимава. Стојменовски, далеко напред. Гаврилов, вау. Наистина ладно на рацете. Температурите околу нулата. Фаул, Полиран Пешовски. Греши сега Рунчевски овде. Без фаул таму. Шуманов одземна му ова топка. Поточно тој не успеа да ја одземе на Рунчевски. Откако сгреши. Сега напаѓа таму од со број 11. Дојчинов. Стиловски. Критично додавање, сепак напред изфрлање на фудбалерите на Зрновци. Шуманов. Напред таму има двајца фудбалери со број 21 и 29, тоа се Савев и Лазаров, на топка во аут. Будно ја следеа домакините оваа акција. Топка кон Ратков. Стоиловски греши. Првата топката Стојменовски. Сепак не влијаше оваа грешка, последно биде загрозен голот на Маранчо Стојменовски. Ратков. Извинувам, не беше тоа, тоа беше Стојменовски кон Рунчевски. Сега Ратков. Бара топ Стојменовски во судијата, ненамерно секако. Сега Стоиловски ќе се обиде да го проигра Димитровски. Кој не успеа да му одзема оваа топка на Савев. Офсайд, да, се виде овде дека него офсайд. 27-та Шуманов. Пешовски се обиде да ја сврти топката кон лево, но не успеа и сега контранапад за гостите. Дарка, намали. Кора! Коцаре! Фрикик! Се спаси од овој налет домашните и одзела топката. Сега Пешовски ќе бара некој свој играч слободен во нападот. Но ќе врати најдобрин до Свилковски. И повторно до Пешовски, овој до Стојменовски. Кој ќе го бара во средината Стоиловски или не, може би Петровски боен, така е. Стоиловски. Сега треба тука да се одигра добро. Ќе шутира ли Петровски, да видиме дали ќе се реши да шутира. Добра е Ботки, браво! Одбиена топка, но во рацете на Мики Георгиев. Рунчевски напаѓа овде. Дава предност судијата. Митовски. Будно следен од домашниот фудбалер. Напред кон Дојчинов, но не успеа да го пронеде. Имал и офсайд. Седма минута на преворот, без поголеми возбудувања за сега, освен на почетокот да слободен удар кој се одбе живеец на домашните фудбалери.
Сега напаѓаат Гаврилов ја топката на десната страна таму. Си прави продор еден од играчите на Светлост, не успева, но сега тука е опасно во опасната зона за Новјани. Млак удар на Савев. Оттоглан Ратков, но побрз е голманот. О, даре, ништа добро, да. Ѓоргиев. Само малку да потрчиме ги тебе, малку. Савев Ненад, тука е Рунчевски, Пешовски, Прифрчев, Спиловски, Петровски. Фаулиран. Поразите на Овчеполе Брегалница во минатото коло, Брегалница загуби против Слога, Овчеполе кај дојде на Спојазора се приближија останатите екипи на во обидот да го загрозат второто место. Направо до неприкосно е на тимот од Виница Слога, кој има само еден пораз во досегашните 13 играни кола. Ова е поточно 13 коло, во досегашните 12 кола. Савев. Одзема топка овде. Петровски е сега топка кон Дојчинов, да видиме. Шутира Дојчинов, но не успеа доволно да ја сврти за да го загрози голот на Ѓоргиев Мики. Трчува Стојменовски, спречува контрнапад, не да разбереме сега меѓу Петровски и Пешовски. Сега нова акција за гостите. Безопасно. Стаменовски. Ратков. Нафрлена топка кон Дојчинов. Пешовски се постави овде. Нема фаул. Контра сега за гостите. Рунчевски го пресече, овде ја пресече ова акција. И веднаш додава до Стаменовски ќе се содаде можност за домашниот тим. Не, враќа назад, но тука имаше еден од играчите на задот, топот се префра на левата страна. Андонов и до Стојилковски. Дојчинов. Силен удар на Дојчинов. Стрелецот на вториот гол против Хоризонт одново во изминатиот надпревар кој Брегалница го изврши на домашен терен. 10 минути без директни закани по головот на Ѓоргиев и Стојменовски. 0-0. Брегалница Светло Зрновци. Брегалница 1926 делчо Светло Зрновци 0-0. Управите 10 минути. Влегуваме во 12-та минута. Одлично овде додавање до Петровски, фаулиран. Жолт картон. Шири раце таму еден од играчите на Светлост, но во обид да дојде до оваа топка беше спречен Петровски на недозволен начин и прва би рекла посериозна можност за домашниот тим, откако гостите имаа веќе насловен удар на иста оддалеченост на спротивната страна, но топката се одби од живиот зид на тоа беше во првата минута на преводот.
Ратков и Стаменовски се договараат кој да шутира или да нафрла. Ратков. Статива. На средината стоеше голманот Георгиев, се обиде во неговиот десен агол да го употреба топка Ратков. Прва можност бележиме за брегалниците Делчево за да дојде до водство. Побрз сега овде Рунчевски. Одзем овде Стиловски, Деречево на дриблинг. Ке го бара сега таму самениот Петровски, но пресилно е тоа, инаку со 10 број Славче Митовски се обиде да дојде до можност да шутира претходно. Лошо изведен од голманот, но доаѓа топката некако до фудбалерот со број 23. Сега Стефановски, сега до Митовски. Со 27 додава Шуманов. Не би требало да биде проблем за високиот Митовски. Стиловски сега треба што побрзо да исфрли. Сега опасност кон голот на Стаменовски, ќе шутирали. Еве, со број 6 да видиме, додавање до број 21. Абе, Суле, мајсторе, Суле това? Не. Поблизу бара да се доближи до играчите, тренерот на Делчевски Гоцевски беше ова обид. Предходно на екипата на Зрновци. Сега грешат тие, можно за против напад. 5-4 имаат гостите. Пешовски дали ќе префили на спротивната страна, така е. Стилковски до Стаменовски Валери. Сега побрз треба да биде овде Стиловски. Топка кон Стилковски. Стаменовски. Топка кон Стилковски. Дојчинов. Аут за Зрновци. Полека влегуваме во 16-та минута. Една третина од првото полувреме измина. Дојчинов. Предност дава судијата, топка кон Пешовски, кој треба побрзо да го најде овде Стиловски, така е. Овој ќе го бара повторно Пешовски, но пребрзо. Но топката доаѓа до него, рака. Играл со рака, вели судијата. Имаше десно играл со. Не би требало да биде проблем за Рунчевски, така е, сега и Стиловски тука. Ратков додава до Рунчевски назад. Ќе се оди на сигурен напад. Андонов. Ратков, Петровски се извинува, ќе шутирали, така. Има постигнато гол далечина повеќе пати, но сега може би малку избрза шират раци само неколку фудбалери. Фудбалерот со број 9 беше тоа Петровски. Во обид да го загрози голот на Мики Георгиев. Стиловски со глава ја освоила топка Дојчинов. Пешовски кон Стаменовски. Ја пропушти Ратков овде до Димитровски, ја додава на со задоцнување од една секунда.
Без фаул ја одзема ова топка Рунчевски, сега напред таму кон Пешовски. Петровски двојно проигрување. Ја одзема Ратков оваа топка, да видиме. 100% шанса, добро се одвиваше оваа акција. Одлична можност за Ратков ја бележиме. И втората можност за Брегалница, полно и слободен удар на Ратков, кој заврши во стативата и потоа во голаут. Сега осамен таму пред во голманскиот простор, но повторно топката не завршува зад грбот на Георгиев. Во неговата мрежа останува 0-0. Рунчевски, Стоиловски сега напред. Контакт имало ова да е за фаул за гостите. Дојчинов, нема офсет. Видиме што ќе направи. Шутира директно, се одбива топката повторно до него, но смирува овде еден од фудбалерите на Зрновци. Сега кај број 6 топката Тодоров, Столе, кој враќа назад во меѓувреме. Повторно Тодоров. Ја шират играта како што и барате гостите од Зрновци. Сега додавање опасно е овде. До фудбалерот со 23 месечини изнудува корнер Стефановски Стефан. Од младинските категории на Светозрновци и фудбалер. Опасно е, секојаш кога има прекин, за разлика за кои тимите се работи. Добро, овде некако топката доаѓа до Петровски. Кој сега на спортивната страна го бара Ратков. 4-4. Топка кон Петровски, да видиме. Петровски се одбива топката од... Добро се постави таму еден од забравените фудбалери. Трета можност за Брегалница, овој пат само одбиена топка. А имаше уште двајца фудбалери тука, но добро е што Брегалница успева вака преку брзи контри да дојде до можност да го загрози голот на Георгиев. Сега Стоиловски додава до Димитровски, ќе го бара Ратков по линија, така е. Оди напред Ратков, што ќе направи, да видиме дали ќе изнуди корнер, би требало. Така е. Паметно овде одигра Ратков, откако претходно многу убаво го проигра Димитровски. Сите, а буквално сите, освен голманот Стеменовски на половината на гостите од Зрновци. Време ли е за прв гол? Обичајно корнерите по оваа страна ги изведува Ратков. И Стоиловски и Рунчевски, двајца високи играчи во противничкиот 16-сетник. 21 минута на преворот. Рунчевски има нов корнер. Нема корнер, вели судијата. Застудува да расте, може би може да се стават. Имаше ли рака овде, вели Гоцевски тренерот на домашниот тим? Не? Треба да остави топката Рунчевски да оди кај Стојменовски, така и прави. Топка кон Стилковски по подолго време топката во неговите нозе.
Враќа кон Валери Стаменовски. Дојчинов до Стиловски, кој Радков проигрува, враќа со пета Пешевски до Радков. Дојчинов, дали ќе шутира? Така е. Треба да се проба и од далечина, не е тоа проблем. Не е на одмет, се извинувам. Но некој ќе да се доради кога има слободен играч на другата страна. Пофрлање од Костинскиот 16-сетник. Стилковски таму се бори за топка, ја освоила. Стаменовски на другата страна кај Радков, кој додава до Пешовски. Ќе го барали таму, не се разбра најдобро со Дојчинов. Ѓоргиев. Андонов ќе враќа до Стеменовски, Рунчевски. Не. Таму кон Радков е најсигурно, бидејќи имаше повеќе простор. Сега на спротивната страна до Дојчинов, обид да се додаде оваа топка, стигнува истата до Стаменовски, поврагу малку драка е, до Пешовски треба да се додава. Топка кон Радков. Во линија се овде заедно со Димитровски. Го одбегна офсайдот, дали ќе стигне? Не успева. Обсудно фрлање од 16-сетникот на Светлост. Еве сега Брагу. Стаменовски до игралиштето. Еве ќе зелена малку и на трибините. Нема! Не се смени овде да спадна, леле. Стиловски освојува топка. Радков напред кон Ајде лево! Браво! Види Бојан! Ајде Бојан! Чинов. Дај на Бојан! Добро вели тренерот. Ги охрабрува да продолжат со ваквата игра. Еве сега дијагонала кон фудбалерот на Светлост, но Стојменовски добро ја следеше оваа акција за секунда, побрз противничкиот играч Савев. Проигрување сега Стаменовски и Стоиловски, Стоиловски повторно ќе додаде до Стаменовски, кој гледа напред кон Дојчинов, овој веднаш втрчува и додава до Пешовски, таму и Петровски, дали не успее да ја сврти доволно добро за да повторно може да ја удари со десната нога, но добра идеја. Одземаат сега Делчевци и Радков, пребрзо е тоа за него, ова повратна топка. Сега нема можност за полуконтра, ја враќа назад Савев. Дали ќе одземе овде Радков? Фаул вели судијата. Шуманов е 27, се извинувам, Савев е 21. Токму фудбалерот над кој беше направен овој висока топка таму кон Стременовски. Прифаќа. И тргнува повторно нападот од Дејан Андонов.
Стаменовски, Стоиловски сега да видим дали ќе игра со Стоилковски, така е. Ќе го бара овде Антонов ќе додава, така е. Кој може веќе шутира до Стоилов. Ева веднаш да е така е до Дојчинов, до кој готово префрлува до Турски, Радков. Стоиловски Радков комбинираат, Стоиловски. Повторно топка до Радков. Средина Дојчинов. Радков. Се организира добар напад, Дојчинов дупло додавање од дупла комбинација, двојно додавање. Дојчинов, Пешовски, но не успеа на крај таа топка да дојде до Димитровски. Кој ги одработи оние два натпревари казна поради црвениот картон. Много работа со Тиверија. Брегалница со Овчеполе на втората позиција во третата фудбалска лига исто со 20 бодови. Кармици е таму заднив. Хоризонт Турново, Малеш со 18, 17, 16 бодови. Пешовски да видиме што ќе направи. Напред таму кон Радков. Радков и Дојчинов се таму. Дали со финта ќе се одиде да го измами, не успева. Следеше будно овде одбранбениот гостински фудбалер. Завез сега. Реши. Не. Одзема оваа топка гостинскиот фудбалер, сега одзема Димитровски. Стоиловски, Стаменовски, па потоа враќање до Румчевски, на другата страна Деријантов, давање до Стаменовски, топка до Стоилковски. Кој избегна фаул овде, убава топка до Бојан Петровски. Која е изфрлена во корнер, втор корнер за домашниот тим. Ако, тука е. Да ти е гол. Така е. Петката ќе даде гол. Корнер за Брегалница. Јоргиев. Поврзно топката. Сега Зунов си напаѓа. Чуманов. Аут за Светлост. Не, аут за Брегалница. Лошо се види овде. Просторот за резервни играчи. Пешовски сега кон Андонов. Ајде! Помошникот дигна знаменце за фаул, а главниот судија рече не. Сега ова да не ги збуни домашните кои сега се бранат. Топка кон Стоиловски. Стаменовски. Радков. Радков води напред. Топка кон Пешовски. Радков. Кипјански не имаме еврејци, Да ти стоим каза пичка ти материна да ева са. Што доста? Проблема ти ева мршава да ева. Замена кај гостите.
Да те му пензионерот трдам. Ценов Христијан во тимот на Мама ти дева, кјорава дева. Губли си бе пичка ти маче, кјорав не си. Лазаро Христ. Да те ева пензионерот трдам. Леко бе грозен да бъде. Мама ти деви, мрлако да ева. Наистина остава сомнеш овоја одлука бидејќи помошникот Шо не судија знаеме се дека бе? има Шо па фаул. на тебе на Мантивка за судија? Сега фаул. Лево, даре. Веднаш изеден. Стоилковски. Стоиловски. Стаменовски. Добро финта. Ќе шутирали Стаменовски. Браво! Силен удар. Колку да здивнат малку. Ратков, Стоиловски, ширијаца таму. Стаменовски бараше добро веселе. Сам Валери, ајде! Ќе го барали таму лево Стоилковски. Така е. Не успева овде со финта да го измори. Но не успеваат и гостите Стоиловски. Веднаш до Дојчинов. Не успева овој. Но сепак успева. И се барали сега Димитровски ќе фаулиран овде Дојчинов. Нова лама. Од столето до. Можно да се нафрли. Дај му маку да те покани бе. Дај му на тој педерас. Ратков. Се уште е опасно. Повторно топка кај Ратков. Стоиловски, остав за Стаменовски, Стоилковски. Ќе нафрлали, така е. Сега мора назад да се врати. Контра. Тоа идува на аплаузи од публиката, Стојменовски. Ратков е таму, не успева да фаулира, но продолжува играта. Одлично овде, нема аут. Димитровски добро ја спаси оваа топка да не излезе во аут. Топка кон Стоилковски. Додавање Никола Стоиловски. Нема ништо, се тоа.
на Пешовски не успеа овде. Поблиско мора да признаеме во тоа време до гол е домашниот тим. Една статива, неколку шанси, покрај голот се рапунат, близо до стативата профучи оваа топка. 38 минута се игра. Сега фаул судијата вели за гостите. Тридесет 39 се. Уште 6. Уште 6 минути. Кажи. Да. Ни едно се сам бил. Не успеа овде топката да дојде по ова додавање од Пешовски до Петровски. Сега можно за екипата на Светлост. Контрафаул за Гомнат. Dani, spavne, Dani! Продолжува играта. И топката сега опасно во 16-никот на Делчевци, но високо над болот. Успеваат овде некако да ги надмудрат Делчевци после Зрновци, сега Пешовски. Бавно беше оваа топка патена кон Петровски. Сега се постави овде, дојде на домашните фудбалери, ќе дојде до разбирање. За Светлозрновци. Стоиловски овде добро се загради. Пешовски. Топка напред кон Дојчинов. Дали ќе стигне? Аут за Брегалниц. Почека Димитровски за изведување на овој. Ајде бе, дај му оца! Беше овде под притисок беше на времето. И сега овде најдобро се снајде Рунчевски. Судијата вели со фаул. Не сум сигурен. Не сум сигурен овде се оби топката од неговата нога. 42 минута. Треба овде внимателно до крај да се така е Стоиловски на ниво на задачата. Да видиме сега корнер за гостите.
Првата статива аут. Смилков го изведе корнер. Подлучен со број 19 Сенов Христијан кој влезе пред малку. Продолжува играта се напад за Светозрновци. Треба да се внимава овде. Нема ништо. Ја испрдат ли во аут топката или ќе додадат на голмана за да се укаже помош овде на играчите. Така е. Нема да не видиме што препознаваме. Дека да не чекаме. Тренанат за тебе. Толку последна е. Уште 35 секунди ако не продолжува. Можно сега за Зрновци да видиме. Одбиена топка овде во раците на Младен Стојменовски. Последен напад беше ово за екипата од Зрновци. Уште 30 секунди ќе се свири крај. 30 секунди. Ако нема продолжение. А продолжение? Еве, можно сега е офсайд, вели судијата, иако... Еземе отцове! Аут за Брегалница. Крај на првото полувреме, 0-0 Брегалница, поблиску до водство, но немаше мрежите мирува, немаше голови. Осум се почва. Ама бе, ама много празни бързи. Колко се изпрази бързи? Ама оти имах панач. Оти имаше малко това, пъно беше. Ама не мога да тръгна телефон, това е работа. Беки
Са не се е слушало. Добро што ме подсти. До са не се е слушало. Второто по време. И јас сам думал, џабе дома. Тука има на копче минус 100, но јас сега не го бех уклучил. Поради технички грешки досега не бевме во можност да го слушнеме тонот на овој натпревар. Почет ова е второ полувреме од натпреварот Брегалница Зрновци. 57 минута, на повреда се жали еден од гостинските фудбалери. А се спремаат и две измени. Се спрема и две измени овде кај гостите. Со број 8 кај гостите. Добро, што ми кажа? Па, вика, Боки поздрави ми, викам, саки те поздрав, ајде, спадна долу. За мене, например, аз се повреди това момче. Они напред. Кај нас се повредили, кај никој? Ние било да смениме повеќе. Антон, а това кај нас петката одзаде, именно. Нема. Не, другиот се повредија, мисля, кај никој. Повредили се? Ајде, фала. Фал за екипата од Зрновци. Со коментар се вклучуваме како што гледате во 59-та минута, поради технички причини не бевме во можност тоа да го сториме. Напад на гостите, да видиме. Се одбранија. Петровски кој влезе на местото на Ратков е испрел аут. 59-та минута на преварот. 60-та минута аплауз за во чест на 60-те. Жртви од трагедијата во Кочани. Па на стадиона сам, ајде си кренат по тоа. Епа, те тоа, значи, се сгужва. А ки ти звони пите ги дали се слободни, друго што ги. Шо? Фал за Брегалница. Ага. Добро му е. Топка за голманот на Брегалница Стојменовски. За сите кои подоцна се вклучија во овој натпревар, се игра 61-та минута од 13-то коло во третата фудбалска лига Исток помеѓу екипите на Брегалница Делчево и Светло Зрновци. 0-0. 4-5 шанси има во првото полувреме Делчевци. Еве сега можност да се додаде до Дојчинов, но навреме изфрлаат во аут. Стојменовски, Рунчевски, Петровски, Бојан Дарко Пешовски, Јован Дојчинов, Дени Андонов, Димитар Стоилковски, Никола Стоиловски, Филип Димитровски, Валери Стојменовски и Дилан Петровски се во моментот на теренот за Брегалница. Гостите пред малку направија две замени. Со број 8 влезе Коцев. И уште еден играч, ке го да знаеме неговото име. А претходно во првото полувреме беше заменет Лазаров со младиот Христијан Сенов. Жолт картон сега за Стоиловски. Имаше еден прекин од 2 минути, кои сигурно ќе бидат придодадени на крајот на овој натпревар.
Тешко оди на овие услови да се создаде Че гол да дадем и на таму ќе спера. Еве сега можно за додавање правовремено кон Дојчинов. Дали ќе стигне прв до топката? Не. Сега беше овде потребно некој да ја прифати. Ја прифаќа Стилковски за среќа. Петровски. Топка го аут за Брегалница. Неправилно изведување аут дела судиите, топка за Светло Зрновци. Луковски овде го напаѓа. Топка сега кон резервата со број 8. Стојменовски. Одлично Петровски до Стоиловски, таму е осамен на десната страна, левата. Десната поточно. Страна на Стоиловски Димитровски. Кој за момент ја загубила топка, сепак тоа сето добро испадна за Стоиловски, кој на крај ја губи. И сега можно за полуконтра на гостите од Зрновци. Дали ќе истрчи овде Стојменовски, прифаќа. Оди напред Димитровски. Да видиме, истрча доста долго. Топка кон Стаменовски. Стаменовски нафрлува. Таму и Дојчинов не успева никој да ја шутне топката во празната мрежа. Сега Петровски. Шутира некако Петровски, не успева топката. Двајца играчи се судрија, се згазна еден со друг. Пропаѓа и ова, можно со времето се помалку. Уште 25 минути до крајата на преворот. Доста дерби утакмици денеска се играат. Време е за замена. Димитровски излегува на местото на Мартин Дичовски. Добро одигра Филип Димитровски. Беше тоа фаул за Зрновци, таму продолжува играта од 16-тикот на гостите. Денијан Донов кон Стилковски. Аут за Зрновци. Сега создаваат можност гостите, директно шутира топката, доаѓа до еден од гостинските фудбалери и остава да излезе во корнер. Ово повеќе беше додавање од фудбалерот со број 8 кон местото каде очекуваше да има противнички играч. Коцев Владко беше тоа, сега Денијан Донов ќе испред оваа топка. Тука е. Повторно Коцев. Се лутат меѓусебно таму. Ќе го правиме колгетер, Славе.
Имаше ли игра со рака овде во публиката? Не, вели судијата. Стојменовски сега пак будно е следи ова акција, додава до Стоиловски. Стаменовски. На спротивната страна кон Стилковски. Браво, Димитар. Аут за Брегалница. Напред треба да оди топката. Антонов. Петровски треба да го најде овде на спортивната страна. Ова замислено голманот Ѓоргиев пред Дичовски. Браво, Димитар. Стилковски тука доаѓа до можност Брегалница преку Дојчинов, Пешовски. Шутира и Кима корнер овде. Кима корнер овде, подолго време можност да се создаде мешаница пред голот на Ѓоргиев. Он би трибачу така си прави како што треба. Што беше ту вика паш. Ако да па мора пред се да помине веќе. Мора. Од страна друга гледаш игра. И сега можност за полуконтра за гостите. Спречува овде Петровски. Пешовски. Имаше ли овде фаул? Станува и вели судијата. Како да сакаше да каже со тие зборови. Грешка сега. И сега еве можност. Треба да го искористи ова Брегалница. Каква колосална шанса, немаше ли офсайд? Другата нема не стане. 71 минута. Аз слабел, и он спрема слабел. Тиго така теш. Тиго така теш. Колку без фаул вели домашниот одбранен играч, бидејќи е во опасната зона. Гостинскиот напаѓач. Нека ви дадата. Абе не назад. Петровски, Стилковски, Дичовски поточно. Греши. Но исправа Стиловски, Дичовски. Топка кон. Ајде Дарко, ајде, ајде ове. Не се протна и оваа топка. Коцев, искусниот Коцев овде. Чекај го. Нападни го. Те саки. Греши Стаменовски, не исправа својата грешка. Петровски. Петровски кон Дичовски. Само да ја стигне. Дали ќе успее таму да изнуди аут. Аут за Брегалница, така е. Сега треба да се притисне. Нема ни 19, не престапи. Антонов. Дојчинов, се извинувам. Фаул за Брегалница.
Стаменовски. Ќе бара соиграч во 16-никот. Валери, честители сна! Убава топка и гол. Одлично, конечно. Не видовме дали автогол или гол, се едно како и да е Боско, тој за Брегалница. Браво да е најубав да, Докторе! 1-0, води Брегалница. Автогол ќе биде ова регистрирано, сега Брегалница треба да ја искористи ова збунетост кај гостите. Веднаш ќе одземаат оваа топка. Петровски враќа до Рунчевски. Стаменовски, така е. Топка кон Стоилковски. Назад, двојно проигрување Стоилковски. Стаменовски. Голман, ајде, голман! Добро финта. Чекај го, нека ти дадат гол. За Зрновци овде не успеа да изнуди фаул Стаменовски, но топката кај Пешовски кој ќе го бара напред таму. Осамениот Дичовски кој трча напред, дали ќе ги збуни. Да видиме, пристига овде на помош Петровски, ќе шутирали директно, додава до Дичовски. Не може да истрчи после ово додавање Петровски, бидејќи беше далеку, но сепак аутот е за Брегалница. Нема лутање. Битно е да остане посадот кај домашните фудбалери. Кој со автогол на играчот со број 11 Гаврилов водат со 1-0. По одличниот центар шут на Стаменовски. Петровски Дилан. Нафрлена топка тука. Стаменовски не. Добро стрелаше, се одби оваа топка од некој од играчите од Светлост од Зрновци. Корнер. Сега времето бргу ќе минува за гостите, бавно за домашниот тим. Дани, оди да се присолачи, Дани. Повторно Стаменовски ќе изведува и публиката дофрла повторно да се додаде до Гаврилов. Убаво сега замислено, сега Рунчевски е таму. Имаше ли убава замисла и од Пешовски долу ниску во десниот агол на голманот, сакаше да ја смести топката, но не му успеа оваа намера до крај. Браво! Аут или? Оди, трчи, трчи. Не стигнува. Фер и коректно нема што, овде од фудбалерот со број 8 Коцев Ватко, кој откако забележа дека е фаулиран домашниот фудбалер или се желна повреда, ја исфали оваа топка во аут.
Ке мора да се врати оваа топка во посет на гостите. Еве, каде што изастана нападот, продолжува играта, сега коректно одигра и домашните фудбалери. Земи му! Блок бара овде тренерот. Браво, Димитар! Аудете на наша. Не давај. Сепак добро се заврши ова се. Што го видовме. Добро, ајде бе, саде му се кара, ајде, остај го. Шо немо бе, штипски педер? Стилковски. Кондојчинов. А за Зеновци. Не треба да се дозволува тука да се минува вака. И сега лошо. Лошо по голот на Стојменовски, бидејќи фаул е дозволено на 23-4 метри од неговиот гол. Осумдесета минута. Од натпреварот. Уж 10-15. Пази се! Уж 13 сили. Ој левучар! Данес знак да биде изведен овој слободен удар. Испаѓа од рацете топката и фаул, вели судијата. Фаулиран овде голманот. Да видиме, сега се бунат овде гостите, но ова не е гол. Бараат лекарска интервенција. Според она што го свидна судијата, ова не е гол. Или гол. Сега ја смени одлуката. По жот картон за ова сепак 1-1. На кој дадеш? Не забележавме добро што се случи таму откако Стојменовски ја одбил оваа топка, имаше ли контакт врз него. Судијата првично свирна, не даде никаков знак, потоа покажа на центарот на игралиштето 1-1. Ист резултат како оној во Зрновци. Кога Брегалница гостуваше, тогаш резултатот беше 1:1. Времето минува, 82 минута и трета. И третата ќе започне уште малку. Сепак кратко траеше радоста за водството на Брегалница. Учителе! Бокс треба да е. 1-1, продолжува играта, 83-та започнува. Амо делегат, пичка ти материната тебе пела дева. Мама ви дева, профитерска дева, пичка дева. Се продолжаш. Еден признава, Даден знак. признава, мама ви дева и навак. Пичка ви материна дева. Мамо ти ебе. Ајде, варо требаш да те. Само вие си имате пари. Додека овде има разговор меѓу официјалните лица на Брегалница и делегатот, играта продолжува бидејќи првично судијата означи фаул, а потоа го призна голот. Продолжува играта, Стоиловски. Делегат, иди бе!
Еве сега нафрлена топка да видиме тука. Ке стигне ли овде? Не успева Дојчинов. Осоколени сега од овој гол. Агресивно одат напред гостите од Зановци. Притисок смени одлуката. Ljudi ne знаат че шурок се тоа само пари има. Од таа трета лига само контролори, делегати, судии во проф, никој друг. Ја тоа е марлак туку била тако зголена. До 900 евра денес. Пешовски, Стрилковски. Ајде, даваме гол, ајде. Ајде, напред, ајде. Две, бујте се. Пешовски. Не успева да стигне оваа топка до Дичовски. Гаврилов сега до... Сега нова можност за гостите. Но грешат. Спасува таму Петровски Дилан. Сега Стрилковски до... Обид да стигне топка до Пешовски, не успева. Двојно проигрување. Петровски. Рунчевски. Фаќа Стојменовски, имаше среќа сега домашниот тим овде. По ова одбиена топка не успеа најдобро да се снајде гостинскиот напаѓач. Ќе се казни ли ова? Обично по грешката следува казна, па да видиме. Имаше овде силен удар за фаул. Така е. Признава фудбалерот со број 5 Трајанов. Дани, абе реагирајте таму бе. Пешовски. Рунчевски. Петровски не успеа да додаде до некој од своите соиграчи. Сега контра. Абе, сечи го. Сега офсайд. Смени се, пичка ти мајчин, оти не врнеш одлуката. Во офсайд Чуманов продолжува играта. Брегалница напаѓа преку Пешовски. Прифаќа Андонов. Фаул за Брегалница. Брзо сакаше да биде проигран Петровски, не успева и овде да изнуди фаул. Рунчевски, да видиме со кого ќе проигрува. Топка таму кон Дичовски не успева да ја смири. И сега се поопасни од овие контрнапади гостите. Успева Рунчевски за момент да ја одземе, но не до крај. Стојменовски за сега ги спасува домакините од пораз по на интервенција, кој има и победа во свој раце, но по на одлука на судијата. Игра го Дилан, ајде. Дилан сам. Лево! Петровски кон Дичовски. Дичовски шутира. Покрај голот обува обид на Дичовски. 87 минута, се помалку време. Добри, ајде. Сам Диме, сам не брзај. Стрелковски. Даде предност овде судијата, продолжува играта. Дунчевски. Имаш мала. Петровски. Стоиловски. Дичовски. Аут за Зрновци. Погрешно изведен аут.
Стаменовски, Стоиловски. Таму даде ги Андонов, ми се чини. Стоиловски. Стаменовски кон. Грешат сега и сега ова е можно за гостите да направат мини контра. Топката кај Стоиловски, повторно ветерот се појавува. Време се помалку за игра. Снегот повторно профрлува. Еве сега можност за Петровски. Што се случи сега? Очекувавме шут на Петровски. Со идеја да дојде до Дичовски или Јандонов, кој е таму, не видовме добро. Стигаше да му. Камни на меси може това случи. Ајде, има време, ајде животе. Ајде, ајде, 90 минута и 2-3 минути продолжение, сигурно. Топка кон Стоилковски. Еве сега можност. Пешевски горе има слободен играч. Но фаулиран ли овде, така е. Ајде, гол! Колку има регулар? Сега 89-48. Последно. Две продолжения. И по 2-3 продолжения. Две замени, може ќе има 3-4. Сега и гол са нека дадат. Моне, терете 5 минути, 6 терете повеќе продолжение. Сега таму конверзација меѓу Пешевски и Гаврилов, ти мене ме фаулираше како да слушнавме. Но добија гол Светлост откако првично претходно фаул судеше судијата во ја измени неговата одлука. Пешевски сега. Пенал ли е тоа? Да видиме. Не, продолжува играта. Бараат пенал домашните. Сега судијата не се слуша. Се нервира и тренерот овде Брегалница, мислам дека денеска е оштетена. Топката оди кон голот, во тој случај обично, ако било игра со рака. Каде го играчо? Първия пенал е ти улов той си бе разпилен. Дека ќе фани у воздухот таве, со телото. Петровски. Стоиловски. Сите на половината, освен Рунчевски на Зрновци. Стоилковски. Стоилковски. Стаменовски. Чист пенал, да не ме е бал. Рунчевски сега на краја одземува топка од Савев. Ајде, ајде, Дени Андонов напред. крени, крени. Пешевски. Ке се бара некој во средината, Андонов, така е. Корнер. Корнер ми се чини последна можност за домашниот тим. Од корнер да дојде до гол. Со евентуално нафрлување до некој од играчите. Колку даде продолжение? Колку продолжение даде? Колку продолжение? Судија, колку има продолжение?
Ajde, gol, gol. Čekаме гол. Не бива. Гол! Брегалница победува! Брегалница победува! Со гол во последните секунди го заслужи ова. Тоа е тоа, кај македонското знаме, така е. И голман на Стојменовски. Правдата е задоволена, ми се чини. Откако Стилковски тука добро додаде до Дичовски, ми се чини. Задоволна е публиката. Дичовски Мартин најдобро се снајде. Време е да се свири крај, ми се чини, и тоа беше последната акција. Почитувани гледачи, сега ќе видиме уште колку има. 95-та минута инаку. Топка фали на теренот, така е. Се уште не е крај, пред време може би рековме вака, знаете, за домашниот тим, дека е победа, не е победа, меѓутоа мислам дека е заслужи, имајќи ги предвид сите работи кои се случува на теренот, но играта продолжува, ќе има уште една-две, сигурно бидејќи имаше две замени, неколку фаули во второто полувреме. Сега треба да се сепак не е крај, кажавме. Понесени од радоста за голот на домашниот тим. Сега Стојменовски тука прифаќа најверојатно по неговиот удар и ќе биде отсвирен крај. Имајќи предвид дека 6 минути досега беа продолжени. Сепак судиската е последна, уште се игра на овој надпревар во Делчево. Напаѓаат сега гостите од Зрновци. Ќе вараат полу шанса некако да дојдат во сега можност напред таму да... Но топката повторно во 16-тникот на домашниот тим. Топка за Стојменовски. Свири крај. Ево, истија и крај, ево. Ајде напред, нека се ветре. Играчот може да замине, ама... Еве, нека остане оваа топка. Ја ставеше ке стигнеш истата можеби до Андонов. Победа на Брегалница во последните минути. 90 плюс на овој надпревар. 2-1. 3 нови бода на контото на Брегалница.